Водечки оперски и драмски сопран во државата во последните 30 години. Певица со софистицирано пијано, безпрекорна вокална техника, огромна музикалност, харизма и силно сценско присуство. Редовен професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Дипломирала во класата на професорката Милка Евтимова. Магистрирала во Белград во класата на професор Радмила Бакочевиќ. Годинава одбележувате 30 години јубилеј како сте на сцената, понашто може хронолошки да забележам дека првите ваши амбиции да се посветите на музиката сте ги стекнали или сте ги добиле од вашите родители и од вашиот класен раководител во училиштето кој бил исто по музиката. Што беше пресудно? Пресудна беше мојата желба. Едноставно мојата желба за пеење. Јас од мали нозе го носам тоа во себе и како дете сум го покажувала на секој можен начин. Понатаму низ текот на годините тоа испрофилирало и некаде на 7 годишна возраст јас за прв пат се запишувам во нижото музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје и започнувам да го учам инструментот виолончело. Со не толку голема страст, затоа што мојата страст беше пеењето. Но и покрај уверувањата на сите тогашни предпоставени дека желбата, односно дека пеењето и учењето на оперското пеење доаѓа малку подоцна, јас прифатив да го изучувам инструментот виолончело. После завршувањето на нижото музичко училиште, пресудна беше средбата со Симеон Гуголовски, тоа многу пати сум го кажала, кој ме однесе кај неговата колешка, мојот професор Милка Евтимова. Се сеќавам на првата средба, која беше доста впечатлива и тогаш сакав да покажам се што знам, но веројатно го носе во себе само талентот и подоцна почнам да се усовршувам, да ја усовршувам вокалната техника, вокалното пеење. Прилично е тешка нашата професија, затоа што немаме пишани зборови од каде можеме да учиме за како тоа треба да се направи, туку нашата работа е исклучиво практична. Она што е теоретски напишано се музичките дела, музичките композиции, теоретски како тоа треба, методиката на работа, како тоа треба да изгледа. И јас секогаш кажувам дека треба да се поседува исклучителен слух за почеток, добар ритам и интелигенција која ќе успее, со која ќе успее еден млад човек да го свати професорот што сака да пренесе во изучувањето на вокалната техника. Во една прилика имате изјавено: ќе треба да направам публиката да го почувствува она што јас го пренесувам. Дали е тоа израз на љубов, љубомора, страв или пак бес, нервоза или било што. Тоа мора да помине низ моето тело и таа моја емоција да ја пренесам до публиката, до секој еден слушател. Тоа е тешко. Тешко, навистина.
Мора да се влезе во ликот, мора да се влезе во делото, мора да бидеш комплетен во него. Не само таа вечер на сцената, туку претходните неколку месеци, подготвувајќи се да излезеш на сцената. Не ретко ми се случувало да моите домашни ме препознаваат, ги препознаваат моите разлики на Весна, која што е во домот, и на Весна која што ја подготвува една од улогите кои се зададени. Морам да кажам, дури и јас на самиот почеток не бев свесна за тоа. Со текот на времето почувствував дека е вистински така. Но тоа е уметникот. Не ви се случило или ви се случило или можеби до тој степен да имате некаква аверзија на некој начин кон композиторот, кон делото кое треба да го, кон улогата која треба да ја преземете на сцена? Аверзија никогаш. Јас многу си ја сакам мојата работа. И просто ми е секое ново дело, секоја нова композиција, секоја убаво отпеана нота, мене ми е задоволство. Јас во правата смисла на зборот сум уметник. Љубовта, страста, љубомората и политичките интриги се движечките драмски елементи во операта Тоска од Джакомо Пучини. Дали овој оперски трилер се пресликува и во денешницата? Да. Да. Една приказна која па всушност и темата е извлечена од секојдневието. Трилер која по многу нешта, да речем, е својствена и за нашето денешно модерно живење. Но она што е особено битно ако зборуваме за операта Тоска, кога веќе ја споминавте, од музички аспект бара зрелост и еден оформен, италијаните велат персонаджо, карактер во себе. Да може тоа да се даде на вистински начин на сцената. Бунтовник сте во душа? Сум. Да. Особено на неправди. Да. Реагирам. 30 години на сцената, добитник сте на голем број на признанија и награди. Може ли да издвоите нешто овие 3 децении што за вас оставило особено впечаток? Печат врз работа, вашата приватна, професионална работа? Прво ми е многу драго што во мојата работа, во мојот кариерен пат, се што сум работела, се што сум отпеала, бил за тој одреден период. Значи, многу е битно за пејачот да не влегува пред време во ликови за кои не е или гласовно созреан, или емотивно созреан, како сакате. Многу е битно да се погоди моментот. И многу ми е драго што сум влегувала во представи, во продукции кои сум можела со една леснотија
и со како да кажам, со свое видно музичко изразување да го направам на сцената, да го пренесам на сцената, да го пренесам на публиката. Многу голем дел од моите улоги се земени во овие, да речам, средни години. И мислам дека патот на еден пејач треба да биде таков. Треба да биде внимателен, треба да биде сигурен и да не по секоја цена се прифаќа било каква улога. Еве ќе ви кажам еден пример. Оваа година имаше отварање на мајските оперски вечери со операта Трубадур. Дирекцијата ми ја довери партитурата и покрај тоа што долги години сум ја пеела, но сметав дека тој лик на Леонора, на тој лик му прилега многу по лирски глас. Ние како уметници, како созреваме, така и биолошки нашиот часовник на некој начин работи, така што мора да бидеме реални и да прифатиме дека во тој одреден момент таа улога не е повеќе за твојот глас. Не е затоа што гласот е повеќе драмски, повеќе опширен, бара некоја поголема димензија на изразување, поголем волумен и така натаму. Од тука произлегува дека не сте личност која е само бендисана, јас по секоја цена да преземете. Не. Не затоа што видете одговорноста е моја на сцена. Може да ми испочитува дирекцијата и да од X причини, но одговорноста на сцената и оној стрес кој го доживува самиот уметник на сцената е лично мој. За прв пат на македонската сцена сте настапиле со Кармен. Во операта Кармен, да. Во операта Кармен. Да, улогата на Микаела. Улогите кои што имаат во себе, носат големо музичко драмско действие. Јас сакам, не ми исполнува музика која е кратка. Не знам дали ќе бидам доволно јасна за гледачите. Не ми исполнува музика која во еден краток сегмент има мое представување. Јас сакам да има действие, сакам да има движење на сцената, сакам да се случува слика во слика, представа во представа. Тоа е она за кое сонував уште како дете. Се чини дека Фреди Меркјури како да ги разби оние стереотипи и разлики помеѓу понекогаш тенката линија меѓу поп музиката, популарната музика и класиката, имајќи го во предвид неговиот настап со Кавалје. Дали денес ви се случило да имате понуда од некој од вашите колеги од популарната музичка сцена? Да, сум соработувала еве ќе го издвојам Владко Стефановски кој е еден врвен гитарист, еден прекрасен човек и уметник пред се.
и ме покани да бидам гостин на неговиот концерт. Со задоволство прифатив. И еден несекојдневен спој на глас и гитара. И тоа е електрично. Следите тренинг во Македонската филхармонија, разговарам со Гиневска Илкова. Приватно сте сопруга, мајка на 2 сина. Професионалната кариера паралелно ви е поплочена и со приватни предизвици семејни. Водевте битка и водите секогаш битка со вашиот брат. Како успеавте да го извлечете, како што вие велете, од тоа сивило, црнило? Со позитивна мисла и верба дека после сите негативни работи, добри работи, доаѓа добро. Да се работи, да се менаџира професионалното и приватното за една жена која што е семеен човек е исклучително тешко. Може би ја носам таа силина и јачина во себе да се носам со сите предизвици што го сочинуваат еден реален живот на човек. Во една прилика велите, успеав да го извлечам мојот брат од ужасот. Па нека биде порака. Знаете како имаме институции кои се по многу нешта во ред, но кога човек ќе влезе внатре и кога ќе се соочи со, гледајќи ги сите тие пациенти и како да кажам, и нивните услови за живот се под секое човечко ниво. И просто совеста не ми дозволуваше да остане таму каде што беше. Воопшто не сакам да звучам патетично или некако поинаку, но пред се сметам дека секој човек треба да има еден достоинствен живот. Сте имале можност и понуда да работите надворот. Да. Државата во странство, но сте одбрале опцијата од Македонија да работите Да. на европските и американски сцени. Да. Како ги учите? Како ги насочувате вашите 2 сина? Знаете како, сега можеби ќе звучам нескромно, но тоа е, верувајте, беше нашата цел како родители на заедничка одлука. Сакавме да им дадеме добро образование на нашите деца.
нема да вложуваме во ништо друго, ќе вложуваме во децата и во нивното образование. Така што тие едниот син, поголемиот син, веќе магистрираше на факултетот Шефилд во смерот неуромаркетинг. Помалиот син студира на истиот факултет во областа на финансиите. Тоа е мојата задача, односно заедничка задача со мојот сопруг, да им дадеме квалитетно образование. Со самото тоа што еве го правиме тој чин, сметам дека се доволно паметни и доволно образовани да проценат што сакаат понатаму. Никогаш не сум, ниту јас, ниту сопругот, не сме ги врзувале за едно место. Види, прошетај, научи, отворени се вратите, поготово во денешно време. Свет на информации. И секое ново знаење е голема придобивка. Месец ноември е посветен на Джакомо Пучини. Малку можеби неподготвена ќе... Да, слободно. Дали ќе може да и еден сегмент да извоите од ваш настап? Ad